Ве поздравувам, браќи и сестри, ова утро и ви посакувам обилни Божи благослови. Ги поздравувам и оние кои ќе ме следат, така да сите добиеме Божи благослов во овој саботен ден. Насловот гласи "Жетвата е голема". Ќе прочитаме како уводни стихови од Матеј 9 глава, Матеј 9, 35 до 38. И одеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше Евангелието за Царството и лекуваше секаква болест и немоќ во народот. А штом виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и безпомошни како овци без пастир. Тогаш им рече на своите ученици: жетвата е голема, а работници има малку. Затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Жетвата, вика, е голема. А шо фали? Работници. И шо вика? Молете го Господарот да испрати работници. Исус со слика од природата ја представил големата работа што треба да се изврши пред самото негово славно враќање. Во ова работа треба да соработува секој верник на Господовата црква. Во наведените стихови Господ нашиот поглед не го насочува кон големината и кон ширината на задачата што треба да ја извршиме, ниту кон малечкиот број жетвари, туку кон фактот дека Бог е Господар на жетвата. Значи, повикани сме да работиме во таа жетва, во неговата, а не во наша. Не сме одговорни пред човек. Пред кого сме одговорни? Пред Бога. За она што го правиме или за она што го занемаруваме и она што треба да го сториме. Да забележиме, она што го бара Исус од своите ученици не е повеќе да работат, да извршат обсежни планови, да воспостават што пошироки програми, да посегнат по што посовремени методи на мисионска работа. Тој ги повикува да му се обратат на Господарот од жетвата. Она што изгледа најитно е да се приготви голем број жетвари за оваа работа. Бог бара да повикуваме кон него, да што повеќе жетвари испрати, што повеќе луѓе негови кои треба да одат да го шират Евангелието или радосната вест. Жетвата е голема. Ова уверување постои во животот на секое Божие дете. Да не заборавиме, ова е негова жетва, не е наша. Ова жетва се незначени две вредности: радост и казна. Во Матеј 13:30 ќе прочитаме. Матеј 13:30. Оставите нека расте и едното и другото до жетвата, а по жетвата ќе им каже на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови за да се изгори, а житото приберете го во мојата житница. Кога се собира богат род, жетвата е радост. Исто и кога ние би донеле повеќе луѓе тука во црквата, би било многу голема радост. Како и самото писмо што кажува, Бог се радува и за една душа. Се разлеваат жетварски песни,
од кои се заборава тешката работа на овој припек. Тие постарите кои имат работено жетва, знаат како е. Порано, кога се жнееше, и песни се пее. Значи, не од макаш му било на луѓето, а мете биле среќни дека има жетва. Се радувале дека има жетва, дека ќе има добар плод. Кога се чука со стап, се гмечи со преса, и кога се пали слама, сето тоа се слики на судот, што ќе го изрече Господ над луѓето при своето доаѓање по милениум. Духот на пророштвото пишува: празникот Сеница не бил само историски, туку и символички празник. Тој не само што подсетува на престојот во пустината, туку како празник на собирање на земните плодови. Укажува на последниот ден од големата жетва, кога Господарот од жетвата ќе ги врати своите жетвари, како да го врзат во снопови и да го спалат, а пченицата да ја сместат во неговите амбари. Жетвата е плод на сеидбата. Јас многу пати го кажувам тоа, а и у Библијата го пише: што ќе посееме, тоа ќе пожнееме. Ако во една нива, еден декар, пример, треба да се фрли 100 килограми жито, а ти фрлиш 50 килограми, ќе има ли жетва? Ќе биде послаба жетва, нормално. И исто тоа важи и на духовен план. Кога би излегле повеќе работници во Христа, и повеќе души би донеле кај Него. Во Галатите 6:7 ќе прочитаме: не лажете се, Бог не е за подигрување. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си пожнее. При сеењето покажуваме каква жетва сакаме. Ќе прочитаме од Мудри изреки 22:8. Кој се е неправда, ќе пожнее зло, и прачката на гневот негов ќе исчезне. Исто од Осија 10:12. Сејте правда, па ќе жнеете милост. Разорувајте нова земја, време е да го побарате Господа, и така тој штом ќе дојде да ве облее со благослов. Разорувајте нова земја. Бог не повикува ново поле, нови луѓе. Да одиме, да најдеме нови луѓе. Значи, и истото го имам читано и еден стих или еден цитат од сестра Елена Вајд, и она вика: кога ќе видиш дека со некој не сака да го прифани Бог, оди на друга личност, оди од друг. Така да Бог ни помогнете да ја обавиме службата за која сме повикнати. Во списанието Знаци на времето од 24 ноември 1987 година се наведуваат следните зборови од духот на пророштвото. Во светот постојат два духа: дух Божи и дух сатански. А Библијата кажува: оние што го слушат Божиот дух се синови Божи. Ќе прочитаме во Римјаните 14:9.
Бидејќи Христос затоа и умре, и воскресна, и оживеа, за да господари над мртвите и над живите. Гледаме, самиот Господ Исус Христос го дал својот живот за да господари и над мртвите и над живите. Секогаш го прифаќаме водството на еден. Римјаните 6:16. Дали знаете дека ако му се предавате некому како робови за послушност, робови сте му на оној кому му се покорувате, или на гревот кој води во смрт, или на послушноста која води кон праведност. Зависи од нас на кого ќе му се предадеме. Дали на нашиот Господ Исус Христос или на нашиот непријател. Неминовна е последицата на сеидбата е жетва. На сите нас ни е јасно дека пресуда за тоа што сме го сееле донесува Бог. На братот или сестрата кои биле наши истомисленици, да видиме Еремија што кажува за тоа. 17:10. Еремија. Јас, Господ, проникнувам во срцата и ја испитувам натрешноста, за да му дадам на секого според патот негов и според плодовите на делата негови. Јас, Господ. Значи, Еремија кажува, проникнувам во срцата на секого и да му дадам на секого според делата негови. Исус има право да изврши и поделба. Во Матеј 3:12 лопатата е во раците негови и тој ќе го очисти гумното свое и ќе си го прибере житото во амбар, а плевата ќе ја изгори со оган што не гасне. Пак ќе повторам, секој еден кој поминал со таа жетва, на крајот што се прави? Се вее тоа жито, се дели плевата, се дели житото. И од кога се одделе, плевата порано ја користеа за стоката, за добитокот, значи, но тука вика и ја спалува. Значи, Бог ќе дојде време, ќе ги одделе оние кои се негови и кои не се негови. Од друга страна, длабоко во мојата и во вашата душа е јасно дека Исус е вистинскиот сејач, кој сее во срцата на луѓето. Исус е тој што не повикал да дојдеме овде. Исус е тој што постојано се грижи за нас. Тој јасно ни ја покажува споредбата на сејачот. Улогата на верникот на црквата во подготовка на почвата во срцата на нашите ближни е пресудна. Сообразно со ова сознание Исус ќе каже во Марко 4:11. Марко 4:11. И им кажа, вам ви е дадено да ја знаете тајната на Царството Божие, а на оние надворешните се че им се кажува во параболи. И апостол Павле зборува за влијанието што го има нашиот живот со нашите ближни. Во Коринчаните
Втора книга Коринчаните 2:16. На едните сме смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот. Што кажува апостол Павле? Какви сме ние? Со нашите дела, со нашиот живот, за нашите ближни, за едни смртоносен мирис, а за други животен мирис за живот. Бог да ни помогне да видиме за мирис за живот. Како работници одговорни сме на нашата работа. Бог ни опатува сериозно прашање преку Еремија 13 глава 20 и 21 стих. Тринадесет, 20 и 21. Кренете ги очите и погледајте ги оние што идат од север. Каде е стадото што ти беше дадено, убавото стадо? Што ќе речеш, черко Сионова, кога ќе те посети тој? Ти сама ги научи да господарат на тебе нема ли да те стегнат болки како жена кога раѓа. Шо вика? Каде е стадото? Бог не подсетува, ни кажува. Каде се тие луѓе што требаше ти да ги повикаш? Каде се тие луѓе што требаше да им кажеш? За мене. За мојата љубов. Стадото, вика, кое ти беше дадено. Значи, Бог ни дал на располагање доста народ. И не подсетува и не вика каде се. Значи, треба да се заозбилиме и малку да размислиме дека Бог е тој што се може да стори преку нас. Два факта ја прават страшна духовната смрт на нашите мили и драги. Непозната иднина и познато минато. Мислам дека второто е потешко од првото. Не постои ниту една друга причина за страф од иднината, освен неугодноста што е поврзана со минатото. Апостол Павле кажува: осилката на смртта е гревот. Значи, треба да им помогнем на луѓето да ги избавиме од гревот, да ги повикаме кон Христа, да дојдат и да одат по неговиот пат. Обвинувајќи го прстот на минатото, сечевањето на вчера што го прогонува човекот, фактот дека не пече совеста, сето тоа заедно придонесува за уривање на сигурноста во која би можеле да стоиме пред Бога ослободени од секој грев. Дали го разбраме ова? Дали се сеќаваме вчера што сме направиле? Беше спомнато. Дали се сеќаваме на минатото што сме направили? И со тоа, кога се сеќаваш на минатото, ти се колебаш. Едноставно остануваш од страна на непријател. И затоа Бог не опоменува. Ослободи се од тоа. Не размислувај за оноа што е минато. Туку оди напред и само напред. За време на подготовката за големата жетва мораме да поставиме сериозни прашања. Дали Господ можел секогаш да не употреби како работници во големата работа, поврзана со
подготовката за жетва? Дали си го поставуваме ова прашање? Господ секогаш има план со нас. Секогаш ни дава можност на секоја една особа да ја кажеме за Него. Како ги сретнуваме и ги дочекуваме луѓето. Значи, дали со луѓето разговараме за Христа? Дали само така ние општи разговори си правиме со луѓето, без да ги запознаеме со Христа? А може тоа е единствена шанса во тој момент, кога си го сретнал тие човек. И друг пат питање дали ќе го сретнеш. Значи, Бог не повикува да им кажеме на секоја една особа. Сум прочитал дека некој рекол: денеска во светот има се помалку незнаење, но се повеќе непознавање на човечката судбина, на болката и живот. Еве, повторно, Бог не повикува да ги запознаеме луѓето, какви проблеми имат, какви болки имат и да им помогнеме. Не знам зошто тој рекол така. Може би сакаме другите да го исполнат нашиот вкус или не сме зрели да ги почитуваме нивните потреби. Многу важно нешто. Дали не ми ги познаваме проблемите на луѓето и нивните потреби не ги почитуваме. Исус нас не упатува да му се обратиме на кого? На Господарот на жетвата. Бог не бара од својот народ плодови, а да не му дал можност за нив. Значи, Бог ни дава можност за тие плодови да ги донесеме, да ги повикаме тие луѓе. Мораме да признаеме дека собирањето на плодовите е чие дело? Тоа е Божие дело, не е наше. Ние сме само учесници во тоа дело. Мораме исто така да сватиме дека ако твоето и моето лозие на духовниот живот не донесуваат плодови, мораме да ја преиспитаме нашата послушност кон Господовиот налог. Значи, мораме да се преиспитаме што е проблем. А проблемот е сигурно во нас што нема плодови. Да се подсетиме, Господ кажува дека неплодните лози се фрлаат во оган. Колку страшна опомена. Тоа баш за нас, не е за никого. Потоа вика, лозето ќе им се даде на други лозари. Бог ќе повика други луѓе, ако ние не ја обавиме служба. Неродната смоква губи право да ја исцрпува земјата. Какви опомени Бог ни дава. Бог не подсетува да го извршиме тој налог за кој сме повикани. Духот на пророштвото кажува: рамнодушноста бил грев што го осудил Израел. Таа рамнодушност денес и во нас владее. Кога ќе се приближиме кон крајот на човечката историја, сатаната повторно ќе работи со иста сила и на ист начин. Тој со исто искушение ќе го напаѓа Божиот народ во последните денови. Рамнодушноста ќе биде повторно таа слаба точка. Затоа Исус не упатува да му се обратиме на Господарот на жетвата. Обратувањето значи промена на начинот на живот. Јас многу пати сум кажал, секој еден кој ја чита Библијата, а не направи промена во животот, тој ништо не разбрал од неја. Значи, Бог не повикува да направиме и во овој момент промена на нашиот живот, да одиме, да им кажеме на луѓето.
Жетвата ги бара од нас нашите напори. Значи, мораме да вложиме напор, мора да вложиме труд, мора да направиме голема промена во нашиот живот. Совесност во работата и одговорност во таа работа. Секој еден што сме во Божиот дом има одговорност за тоа што е повикан. Дошло време да се пополнат зборовите на пророкот Јоел. Замавнете со српот, зашто жетвата узреа. Дали, браќи и сестри, жетвата е зрела? Сигурно ќе кажеме дека не да е зрела, дека е веќе презрела. Кога се сеела жетвата, порано сега, по-слабо земјоделци има, така да сее повеќе на државно ниво или приватно, а кога ќе дојде веќе житото, кога ќе созрее, тогаш се пуштат тие машини, комбајни и се врши таа жетва. Зошто не порано или покасно? Значи, тогаш е најпогодното време. Ако во овој повик сме го препознале Господовиот налог, ќе видиме дека ова време е најпогодно за жетва. Зашто зрењето дава најдобри резултати, а пожнеаното зрно не се растура. Затоа Господарот не вика на работа во вистинско време. Гледаме дека е времето при крај, дека Господовото доаѓање е близу. Гледаме какви настани се случуваат во земјата. Се побрзо и побрзо некои настани се случуваат. Де поплави, де земјотреси, де пожари, секој дневно нешто се случува. Вака не е било порано. Секој дневно. Порано може и мало земјотреси, пример 5 или 10 во годин. Сега во една минута или во една секунда ги има повеќе. Ќе прочитаме во Јован 4:35. Евангелие по Јован 4:35. Не велите ли вие дека уште 4 месеци па ќе настане жетва? А јас пак ви кажувам, подигнете го погледот и видете ги нивите како побелеле, готови за жетва. Огледнете. Се е спремно. Само жетвари малку има. Ако се одзвиеме на Господовиот повик и ако сватиме дека жетвата е зрела, тогаш тој ќе не изведе тебе и мене како своји работници и врз нас ќе се исполнат зборовите. Божјата реч се ширеше и значително се множеше бројот на ученици. Какво прекрасно нешто кажано. Во минатото, кога апостолите сведочеле за Исус Христос, што кажува? Божјата реч се шириш и мноштво се обраќаа. Тогаш вика, уште еднаш ќе се повтори извештајот на првата црква. А тие кога слушна, го фалеа Бога и рекоа, гледаш ли, брате, колку илјади поверуваа? Дали, браќи и сестри, веруваме во ова? Дека може исто да се повтори, ако ја сватиме пораката озбилно, дека Бог не повикува да одиме, да уште многу луѓе го запознаат Исуса Христа. Дали верувате во ова? Амин.